Собрани се тука новинарите на дневните вестници Утрински вестник, Дневник, Вест, мислам дека се колегите од Македонски спорт и Теа Модерна. Ова е спонтанна реакција на сите вработени, бидејќи денеска сме затечени од информацијата дека треба да се конкурира, да се преде во некоја нова фирма. И досега имавме многу пати ситуации кога сме се префрлали од фирма во фирма и секогаш било тоа служба се врши преку служба. Меѓутоа сега се бара да се конкурира, меѓутоа се конкурира за двојно помалку работни позиции отколку што се сега. Се обидавме да контактираме, побаравме официјално со писмо се обративме до менаџментот. Сакаме средба да оствариме, да видиме за што станува збор уште во текот на вчерашниот ден. Меѓутоа одговор нема или информациите се дека нема доволни информации. Ние ги инсистираме на информации и во текот на денешниот ден планираме да влеземе до менаџментот, да разговараме по секоја цена, да ни се објаснат состојбите. Апсолутно не, апсолутно не. Значи, сосема случајно дознавме дека нешто се случува и проверивме дека бил поднесен доставен до Агенција за вработување дека има некој оглас за вработување на 55 новинари. Со оглед тоа дека МП има многу поеќе од 55 новинари, значи дека ќе се прави нова чистка на новинари. Тука сме да спречиме тоа и последните информации се дека до толку е игнорантскиот однос кон вработените што до главните уредници е доставен мејл на кој треба се конкурира за која работна позиција. Значи главните уредници треба да го дистрибуираат тој фамозен мејл до сите вработени, па тие тек тогаш да конкурираат. Значи ништо конкретно со вработените. Кој да не постоиме. Точно е, се зборува таква работа. Ние слушаме дека станува збор за графички центар Скопје, печатницата дека е под стечај. Слушаме дека таму дека извршители си ја вршат работата, не знаеме ништо. Кој што не знаеме што се случува конкретно ниво Медија пред Македонија. Значи немаме ништо. Иако имаше некои ветувања од господинот Срđan Керим дека кај да е фирмата треба да застане на здрави нозе, дека треба да се работи, да се допринесува, да се остваруваат профити. После изгледа дека од сето тоа него кажување нема ништо, или барем било кажано да се каже нешто. Ќе се координираме дополнително, тука сме сите представници на синдикатите на Утрински, Дневник, Вест, Теа Модерна, ќе се координираме секако во соработка со синдикатот на новинари и ќе видиме што ќе правиме. Меѓутоа вака нема да дозволиме да останат работи. Бидејќи едно беше договорено, Па се уште немаме конкретен став, бидејќи сите новинари и вработени се затечени од оваа информација, бидејќи ја видовме утринава на огласот објавен на Агенцијата за вработување, така да сега се уште немаме никаков став околу тоа. Чекаме најпрво да добиеме некои одговори конкретно од менаџментот, бидејќи во огласот не пишува на кој формат ќе продолжи да работат понатаму медиумите. Се бараат 55 новинари. Таа бројка не е доволна за да продолжат да постојат сите вестници да излегуваат во почетано издание. Значи не знаеме информација дали ќе продолжат како електронски медиуми, дали некој медиум ќе згаснува. Има само информација дека треба да се пријават на новата фирма, се бараат вкупно 112, мислам дека работници за сите позиции, од лектори, фоторепортери, уредници, меѓутоа не е наведено за кои позиции ќе се конкурира и во кој формат ќе оди понатака, ќе излегуваат вестниците или дали ќе излегуваат воопшто. Последна плата имаме земено февруарската. Значи мартовска и сега веќе априлска ги немаме се. Априлска уште не е ни истечен месецот, меѓутоа последна е февруарска плата. И само едно дополнување, значи станува збор за фирма која има рече се идентично име со Медија Принт, само се вика Медија Принт, не е Македонија и е регистрирана на домашна адреса на еден од менаџерите од Медија Принт моментално што е. На неговата домашна адреса, тоа мислам улица Франце Прешен, број 231. Што таму ќе се прави во неговиот стан не знаеме, меѓутоа тоа е тоа. И тоа го дознавме баш преку тој оглас што е пуштен. Претходно хонорарците не беа исплатени. Да, последните информации се дека хонорарците се тука некаде, меѓутоа ќе следат да се ги исплата на дописниците, меѓутоа се уште нема никаков одговор. Пред некој ден ми беше исплатена јануарскиот надомест за хонорарите. На хонорарците, да. Минатата недела беше исплатена доместокот за месец јануари. Не знам што да ви кажам, јас во ова не сум уклучена.
Па ние нема со кој Јас да сум разговараме. човечки ресурси медија принц Македонија. Те разбирам, ние вчера доставиме барање за прием, за разговор и така натаму се барање дочека Значи оглас. вака, јас го обавестив менеджментот, рече дека Динев е на пат, штом ќе се врати, обеднаш ќе имате состанок. И ќе ви Инсистираме закажа. да биде со Керим состанок. Керим и Динев. Ето. Значи штом ќе има, штом ќе се врати, затоа што треба да се објаснат. Многу работа. Не заврши огласот. Ја би сакала да не ме примате, не ви дадам дозвола. Јас не сум овластена да давам информација. Да. Ќе ме молам да не ме примате. Сам Љупчо, Шеф на Љубиша, службата нема зошто да... за човечки ресурси, Колку така што да- видов ја огласите и човечки ресурси има оглас, така да ја немам никаква информација. Собствено па тоа појасно. Затоа не би И сакала да ме за снимате, тебе во затоа контакт, што а нема немам никој и затоа никакво тебе те овластување за било што. Така, затоа и те побаравме тебе, бидејќи со тебе контактирам, бидејќи само си ти овдека присутен. Јас немам никаква информација, јас саба нема бара од дневник. Нормално дека се интересира, ја не го спорам тоа. И затоа што вчера беше побарна И се. мене кога ми кажа, јас го отворам. Така. Да. Јас затоа што стварно немам врска со тие огласи. Никаква Зашто врска немам. некои други муабети имавме ние кога преговараме, се веќе вие со менеджментот, сега нешто друго се случува. Стварно нема, јас стварно ќе ме молам, мислам, стварно не е коректно ова Океј. Љубиша. Мислам, не може мене да, мислам, Не те стварно снима не сум тебе овластена. човек, мене ме снима, не е битно. Не знам што да ви кажам. Значи Стварно да чекаме да се појават, па да не повикаат. Ќе ви повикаат, ми беше речено дека штом се врати Динев од пат ќе бидете повикани. Еве, луѓето слушаат сите. Значи ќе биде Не. повикаат да чуеме избор. Утре е петок, понеделник завршува оглас. Знам. Сите редакции се заврши. Значи, Сите редакции. и овде се Ето е. Половина се другите во ходник, че сите си. И македонски спорт, и теа сите. За вез дневник утрски да разберат. Така да чекаме одговори. нормално. Океј. Значи стварно не знам. Значи стварно еве ние завчера разговараме. Океј, ќе почекаме. Ќе почекаме. Говорат се уште го има тука. Ќе дојдат. Нека е готово. Па мисля дека е крај за нас почнува. Значи, не знам.